гледачи, повторно со вас. Со помош на совети ние сме овде да ви помогнеме вам. Затоа не плашете се. Секој од вас се соочува со проблеми во животот, но зарем вреди да се предадете? Секако дека не. Животот е убав, а уште подобро е кога имате личност која ќе ве изслуша и која нема да ве критикува. До мене повторно психолог, психотерапевт Радмила Манчевска, а наша денешна тема е социјална анксиозност. Односно, што представува социјалната анксиозност? Е психолошко нарушување. Личноста која има ваков проблем се плаши дека ќе биде осудувана за својата појава и своите дела, или дека ќе биде критикувана од која било причина, но повеќе детали од вас. Така, баш како што и најави, социјалната анксиозност или социјалната фобија е ирационален, интензивен страх дека другите може да не осудат, да не омаловажат, дека можеме пред другите да испаднеме смешни. Значи, тој страф најчесто е ирационален, како што кажав, и често пати кај личностите кои што го имаат овој проблем, свесни се за ирационалноста, меѓутоа вознемиреноста и стравот се толку големи што не можат да си влијаат самите на себе си. Така, социјалната анксиозност уште се нарекува и социјална фобија, односно екстремна форма. Зошто? Значи, термините социјална анксиозност или социјална фобија се термини кои што истовремено се користат и се користат со цел да се опише таа состојба на интензивен, постојан и ирационален страв кој што се јавува во контактите со другите луѓе. Тој страв може да биде различен, може да се јави во различни форми, без разлика дали станува збор за јавни настапи, дали станува збор за одговарање, кога станува збор за ученици, за студенти, дали станува збор за контакти, за љубовни состаноци, за забави. Значи може да биде во различни форми. И оно што е карактеристично за почетоците на овој страв, посебно за тоа дека се третира одвоено како страв, е дури после 20-тиот век. Значи, на самиот почеток на 20-тиот век, овој проблем се третира како социјална фобија и како посебен проблем, се дотогаш не бил третиран поединечно, туку едноставно во рамките на одредени карактеристики на самата личност. Така. Кои се видови на фобии, стравови кои што може да се јават во рамките на социјалната анксиозност? Значи, социјалната анксиозност може да се јави во форма на генерализиран страх или генерализирана фобија од сите контакти кои што можеме да ги имаме, од сите јавни изложувања, без разлика дали станува збор за зборување на состаноци, контакти со непознати луѓе, контакти со авторитети и разговори со авторитети, дали станува збор за јавно говорење, дали станува збор за јадење во јавноста, значи манифестирање на себе си во јавноста, без разлика дали е одење, зборување, јадење, одење во ВЦ и така натаму. Значи, кога станува збор за генерализирана анксиозност, тогаш веќе личноста има повеќе од овие стравови кои што дел од нив и набројав. А кога станува збор за специфична социјална фобија, тогаш станува збор за една, да кажеме, имаме личности каде што се плашат од јавно говорење. Значи, тоа обично го избегнуваат. Значи, еден страв, а не страв поврзан со повеќе ситуации и случувања. Така. Кои се причините за оваа анксиозност? Причините за јавувањето на анксиозноста исто така лежат дел во семејството. Значи, има истражувања кои што укажуваат пак за стиловите на воспитување, за ставовите на родителите, посебно тука ќе го нагласам на авторитарно воспитување кое што во себе носи критикување, строги правила, малку љубов, малку внимание или пак незаинтересираност на родителите. Со тоа всушност
веќе може да се создаде основа за јавување на таа анксиозност. Она што е карактеристично за социјалната фобија, карактеристично е што се јавува обично во адолесценцијата. Значи, најчесто 13-та, 15-та, 16-та до 25-та година, каде што се развива. Значи, тоа е обично тој период на јавување. Дел од одредени научни истражувања укажуваат дека има своја генетска основа, значи во зависност од генетиката на родителите, ако некој од родителите имал такво пореметување, веројатноста е поголема да ја има и детето. Дел се одредени, да кажеме, модели на однесување кои што децата ги прифаќаат, а во голем степен е недоволната усвоеност на одредени социјални вештини кои што подоцна во комуникацијата на децата со нивните врсници или со други луѓе, посебно веќе во период на адолесценцијата, каде што таа комуникација се проширува и со другите, не само со семејството, се чувствуваат неадекватни и во тоа е всушност еден и од причинителите или основа за јавување на социјалната фобија, која што може да се прошири во повеќе ситуации. Значи, тука може да стане збори за одредени, да кажеме, искуства непријатни кои што личноста ги имала. Најчесто тоа се деца кои што биле смејувани, биле понижувани од страна на своите сокласници, врсници или од страна на некои други, и тоа може да биде основа за јавување на исто така на социјална фобија. Така, подетално да објаснаме на гледачите кога и на која возраст може да се појави. Како што кажав пред малку, значи социјалната фобија обично се појавува во период на адолесценцијата. Значи, многу ретко може да се забележи кај деца кои што се под 10 годишна возраст, обично од 10 годишна возраст, меѓутоа се зголемува со возраста, негде до 25 годишна возраст може да се забележи интензивно. Значи, тука негде од 13 до 16 години се јавува социјалната фобија и анксиозност. Така, кои се манифестациите на социјалната анксиозност и како можеме да ја препознаеме личноста која страда од ова анксиозност? Значи, манифестациите можат пак да се видат прво на телесно ниво. Значи, карактеристично е одредено зрвенување, карактеристично може да се јави потење, може да се јави студенило на рацете, може да се јави тресење, да се јави мачнина, која што мачнина во стомакот може да доведе дури до повраќање, па тремор на раце, на нозе. Понатаму се јавува тоа интензивно чувство на страв. Значи, самиот страв предизвикува одредени физиолошки промени кај личноста, и кога личноста ќе ги забележи тие физиолошки промени, уште повеќе, веќе на когнитивно ниво, сега ќе ме видат, сега ќе ми слоши, сега ќе ми стане, уште повеќе се зголемува тој страв, и тој круг на тој страв и на таа фобија расте се повеќе и повеќе. Значи, на емоционално ниво е карактеристичен тој страв, дека ќе бидеме забележени, грижа и вознемиреност, дека другите ќе видат дека ние се плашиме. Значи, во основата на таа социјална фобија е негативното мислење за себе си, ирационално негативно мислење за себе си, и стравот од тоа дека другите ќе забележат дека ние всушност сме неадекватни, дека ние грешиме, дека ние ќе испаднеме смешни во однос на другите. Значи, тоа е тој когнитивен дел во однос на мислите кои што се јавуваат. Во однос на однесувањето, најчесто тие луѓе се обидуваат да избегнуваат такви јавни настани, јавни случувања, контакти со другите, и често пати доколку се во друштво, да кажеме, ќе кажат мене ми се слоши, јас ќе си идам, не можам да седам повеќе. Значи, едноставно ги напуштаат тие собири затоа што не можат да издржат. Меѓутоа, доколку се случи да останат, значи тоа интензивно вознемирување и возбудување може да доведе дури и до одреден паничен напад. Така. Ништо поминува личноста која страда од ова и кои се последиците за неа?
Така, значи дел од манифестациите кои што ги кажавме, можеме да констатираме дека сепак тоа е страдање. Значи не е едноставно, не е лесно. Последиците доколку навреме не се интервенира, значи доколку навреме не се започне со некаков третман, пред се психотерапевски во периодот на адолесценција, кога веќе се забележал тој страф или таа анксиозност, може да бидат повеќе кратни. Значи имаме често пати помеѓу оние кои што страдаат од социјална фобија преминуваат во депресија. Па може да се јави дури и суицидални идеи, често се карактеристични тука, затоа што се и поврзани нели со депресивното пореметување. Па може да се премине во панични напади, може често пати имаме луѓето за да ја намалат таа анксиозност, преминуваат почесто се склони кон алкохол, кон наркотични средства. Дури некои од нив преминуваат во девијантно однесување. Значи последиците се многу тешки и затоа е значајно да навреме се реагира и се интервенира. Затоа што луѓето, значи со таа социјална фобија најчесто се ограничуваат себе си. Значи ги ограничуваат контактите во однос на професионалниот развој. Имаме одбивање на привлечни работни места, но поради проблемот со фобијата ти едноставно не ги прифаќаат. Одбивање да едноставно контактираат со другите, да бидат со другите и сето тоа предизвикува едно чувство на ограниченост кај нив и една чувство на разочараност и депримираност, која што понатака доколку навреме не се третира, значи кажавме може да последиците да бидат многу поголеми и полоши, да. Дали интензитивниот страф може да предизвика напади на паника? Може, како што кажавме, доколку тој се сублимира, значи може да предизвика напади на паника, значи доколку личноста не се оддалечи, доколку да кажеме забележи дека другите зборуваат ако посебно па се смеат на низините реакции, ги омаловажуваат низините реакции. Значи тој страф може да биде уште поголем и да дојде до степен да личноста и се вознемири, да се предизвикаат вртоглавици и да се предизвика и паника, паничен напад. Значи не е едноставно и во никој случај не смееме да посебно да се шалиме на нивната состојба во која што тие се наоѓаат. Така, кои се третманите за справување со ова? Значи, постојат психотерапевски третмани, кои што се насочени прво кон релаксација. Значи, кога станува збор за јавување на фобија, тогаш веќе имаме јавување на интензивен страф. Кога се јавува интензивниот страф, тука е карактеристично забрзано дишење, забрзана работа на сите органи. Со тоа забрзано дишење всушност организмот не добива доволно кислород, не се снабдува со доволно кислород, значи се вознемирува повеќе. Многу е значајно тука прво да се интервенира во насока на дишењето. Значи релаксациони техники за дишење, посебно дишење со диафрагма, кои што се многу значајни, понатаму работа на тие ирационални мислења, на тоа ирационално гледање на себе си, затоа што луѓето кои што имаат социјална фобија најчесто се загрижени пред некој настан кој што е значаен, може да биде некоја презентација, може да биде одговарање на испит, без разлика за што станува, и тие се толку загрижени што едноставно себе си се гледаат во насока ништо нема да направам, нема да успеам, ќе сгрешам, сите ќе ми се смеат, ќе испаднам за нигде. Значи, тие ирационални мисли добро е да се приспитаат, да се видат во колкав степен се навистина поврзани со реалноста. Не дека ваквото размислување навистина може и да предизвика одредена збунетост, па од друга страна може да предизвика остварување на тие ирационални мисли, меѓутоа значајно да се работи на нив. Еден од начините е, да кажем, и водење на дневник. Значи, кога се јавуваат, со што се поврзани, значи битно е да личноста стане свесна за својот ирационален начин на размислување.
Понатаму е карактеристично да личноста, значи се третира, кажавме, психотерапевски, да се полека воведе во одредени ситуации кои што се фобични, значи да и се овозможи вежбање на одредени вештини, социјални вештини со помош на кои ќе се почувствува малку посигурна и полека во почетокот во одредена експериментална ситуација, нели, вештачка, а подоцна да се воведе во ситуации во кои што всушност таа ги доживува како фобични и како страшни. Значи, тоа е еден од начините на третирање на тие социјални фобии, не се едноставни, подолготрајни и така натаму, меѓутоа доколку вознемиреноста е многу поголема, доколку личноста, значи, секојдневно чувствува одредена анксиозност и вознемиреност, тогаш веќе е значајно да се вметне и медикаментозна терапија, која што медикаментозна терапија исклучиво може само да ја препише психијатар. Значи, комбинација од медикаментозна терапија и психотерапија за случаеви кои што се малку посериозни и каде што е потребно малку посеопфатно третирање на самиот проблем. Меѓутоа, за ситуации кои што се почетни, каде што може, нели, да се третира психотерапевски, може да се, нели, почне со психотерапија. Така. Како семејството може да ја помогне на личноста? Многу е значајно семејството да ја прифати право личноста таква каква што е, да немаме тука некој исмејувачки став, дека ти се преправаш. Обично имаме ситуации во кои што семејствата не го сваќаат проблемот како сериозен, па нема што, па тоа не е ништо, не веруваат во сето тоа. Значи, да ја прифатат личноста, да ја прифатат со проблемот како проблем на вистина сериозен, да се обидат да ја насочуваат во позитивна насока на размислување, разговор во врска со тие ирационални пред се мисли, значи колку тие се реални, да ја поддржат во низините напори за да може да се избори со сето тоа. Кажав, не е едноставно, не е лесно, бара време, бара енергија, разбирање, но секако дека сите оние кои што сакат да си најдат помош, можат и да си ја најдат секако помошта. Како да се справат со сето тоа? Како да си помогнат себе си, тие кои што страдат од оваа социјална анксиозност? Така, бидејќи проблемот лежи во стравот од контакт со другите, многу е значајно да се и само охрабруваат во контактите со другите, значи да се обидуваат полека да влегуваат во контакти со другите, да се обидуваат да ги гледаат другите во очи. Најчесто луѓето кои што страдаат од социјална фобија обично не ги гледаат другите во очи, обично го избегнуваат погледот. Значи да контактираат, да разговараат, да најдат луѓе кои што имаат сличен проблем, како што и тие имаат, да се обидуваат да прават релаксациони вежби поврзани со дишење, да ги преиспитуваат своите ирационални мисли. Значи, тука исто така е многу значајно да работат на себе си. Баш она што е поврзано со работата на себе си, пак ќе нагласам, значи имаме работилници, психотерапевски работилници кои што се искуствени и едукативни и кои што се баш насочени кон тоа да не само ја проучиме природата на проблемот од едукативен аспект, меѓутоа и од искуствен аспект да видиме што се случува со нас. Значи, доколку се придружат на тие работилници, тие можат во контактите со другите, во рамките на групата во која што се наоѓаат, можат да го истражат самиот проблем, стравот кој што го поседуваат, да се работи на него и на тој начин да може да се помогне. Јас би нагласила дека овие работилници ќе бидат во февруари, значи при крајот на февруари ќе започнеме. Планираме доколку има интерес да бидат во Штип и во Кочани. Значи сите оние кои што се заинтересирани да работат на својот проблем поврзан со социјалната фобија, па и со проблемот со срамот, можат да се јават и можат да учествуваат во тие работилници. Така.
Третманот на социјална анксиозност може да биде во форма на психотерапија, медикаментозна терапија. Може ли поопштирно да објаснеме на гледачите за што точно се работи? Значи, постојат различни видови на психотерапија кои што се го третира овој проблем. Значи, еден од начините пристап од гешталт психотерапијата има посебни методи и техники кои што го третира проблемот, да кажеме когнитив бихевиор терапијата го третира проблемот на друг начин и така натаму. Значи, психотерапевските техники пред се служат за разработување на самиот процес, освестување на отпорите, разработка на мисловниот процес кој што е ирационален, освестување на тие ирационални мисли, додека медикаментозната терапија е терапија која што е поврзана со таблети, земање за смирување на вознемиреноста, која што може да биде многу интензивна. Значи, претходно кажав, се користи во ситуации каде што навистина фобијата е голема и не може личноста да се смири, не може да се чувствува сигурна и така натаму. Значи, во тие ситуации е многу значајно. Обично се користат комбинација од медикаментозна терапија и психотерапија. Така, што им препорачувате на гледачите? Совет? Така, во однос на социјалната анксиозност, совет доколку почувствуваат кај себе си анксиозност која што трае подолго време, значи повеќе од 6 месеци, анксиозност која што е поврзана со контактите со другите луѓе, доколку забележат кај себе си претерано негативистички и рационални мисли во однос на себе си, значајно е да побараат помош на стручно лице. Сите оние кои што чувствуваат мала анксиозност, поврзана, да кажеме, во контактите со меѓутоа немаат, сепак успеваат да се справат со тоа, значи да идат во насока на повеќе контакти, на повеќе обиди, да знаат дека не можат да изгубат ништо освен вознемиреноста која што имаат, да се обидат доколку чувствуваат дека во одредени делови немаат доволно развиени социјални вештини, да се обидат да работат на тоа, затоа што на тој начин и расте сигурноста за себе и односот кон себе си и односно настанува тој личен раст и развој. Така, јас ви благодарам уште еднаш за одвоеното време и за овие совети кои што ги давате на нашите гледачи. Чест и задоволство ми беше уште еднаш да разговарам со вас, а веќе и кажавме на нашите гледачи дека слободно може да се приклучат групата за социјална анксиозност и за срамот. Ви благодарам уште еднаш. Така, благодарам и на интересот и на соработката и се надевам дека и понатака ќе можеме на било кој начин да помогнеме на гледачите, да ги на некој начин вклучиме и слободно да ги охрабриме, слободно да ги искажуваат своите проблеми кои што и своите емоции. Така. Драги гледачи, се надевам дека уште еднаш со внимание го проследивте нашиот разговор. Веќе знаете каде да се обратите на психотерапевт, психолог Радмила Манчевска. Не дозволувајте срамот и социјалната анксиозност да ве обземе. Верувајте во себе, бидејќи вие сте главниот лик во вашиот живот. Ве оставам во добро расположение, пријатно.